Добар ден, Зелениково. Добар ден, другарки и другари. Денес сме тука во Зелениково меѓу вас, граѓаните, и од тука сакам да ви порачам. На прагот сме на еден историски подвиг. Македонија земја членка на Европска унија. А Македонија може да стане земја членка на Европска унија само со оние со кои стана земја членка на Обединените нации и со оние кои што стана земја членка на НАТО. А тоа сме ние, СДСМ и Коалицијата за европска иднина. И затоа сакам да ги поздравам и носителката Сања, и Љупчо, и председателот на НСДП Горан Мисовски, одлична екипа за изборна единица 3. Ние поминавме премногу години во чекалната на Европската унија и затоа време е за Европска Македонија. И од тука кажавме дека нема откажување од Македонија во Европската унија. Ако нешто треба да биде, тогаш ова е целта која треба да ја оствариме. Ние во текот на изминатите 7 години работевме во услови на огромни светски кризи, и здравствена пандемија, енергетска криза, економска криза. Тоа беа големи предизвици. Имавме и подеми, имавме и падови. Но сепак во ниту еден момент не ги заборавивме граѓаните и не се откажавме од она што е клучно за граѓаните. Цело време бевме заедно со нив. Ја зголемивме минималната плата за 120%. Просечната плата ја зголемивме за 80%, а пензиите ги зголемивме за 55%. 100 милиони евра дадовме за развој на домашните компании, а 2,6 милиарди евра антикризни мерки определивме за поддршка и на граѓаните, ранливите категории на граѓани, за земјоделците, за наставниците, за самохраните родители и секако за компаниите со цел да ги зачуваме работните места. Инвестираме и ќе продолжиме да инвестираме во рамномерен развој на сите краеви на државата. Тука кај вас го реконструиравме локалниот пат Зелениково-Орешани. Инвестиција вредна над 30 милиони денари, со што оваа траса ја направивме побезбедна за сообраќај, но и воспоставивме подобрена комуникација помеѓу жителите на двете места. Јас се сеќавам како изгледаше овој пат, сега е многу помодерен, со нов асфалт и ќе биде уште подобар кога државата ќе ни напредува и кога економијата уште повеќе ќе се развива. Но јас знам дека тоа не е доволно. Сигурен сум дека можеме и повеќе и дека можеме и подобро. И исто знам дека имавме и грешки. И не беше се идеално. Дали се тоа кадровски грешки, дали се одредени политики или во односот со одредени коалициони партнери или наши соработници. Се едно е. Но верувајте дека знам и дека се од себе ќе дадам сите грешки кои граѓаните ги увидоа, кои ние ги научивме, дека во наредниот период ќе ги исправиме. Меѓутоа, горд сум што една работа ја направивме исклучително исправно. Го задржавме европскиот курс на земјата и ја придвиживме напред. Денес сме земја членка на НАТО со отпочнати преговори со Европската унија. И тоа за нецели 7 години. Од заробена држава до ова што сме денес. Земја, фактор на стабилност на Балканот и земја во која се инвестира. Вие овде сте земјоделски крај. Љупчо убаво објасни. Колку само табли по државата и тука во овој регион има на кој што пишува ИПАРТ програма. Тоа се пари од Европската унија. Европската унија не е фикција. Европската унија не е абстракција. Тоа е помош, тоа е соработка, тоа е соработка со најразвиените земји во светот. И тоа е нешто што ние го заслужуваме. Ние допред 3-4 декади сме биле многу подобри од сите земји во Источна Европа. Сега тие се подобри. Само заради тоа што станаа земји членки на Европската унија. А ние испозаглавивме со антиквизации, заглавивме со споменици во Скопје, заглавивме со жални врби во Вардар, заглавивме со лажен барок. И што добивме од тоа? Не добивме баш ништо. Во наредниот период, затоа направивме програма за европска иднина, програма за европска Македонија. Минималната плата ќе биде 600 евра, просечната плата ќе биде 1100 евра. Минималната пензија 20.000 денари, просечната пензија 30.000 денари. И сите овие износи ќе растат веднаш по влезот во Европската унија. За младите да не останат дома, треба уште повеќе работа и уште повеќе мора да направиме за нив. Затоа за секое прво вработување на млади до 26 години ќе одвојуваме од државата 200 евра дополнително субвенција,
а исто така ќе определиме и субвенции за купување на собствен стан на млади до 29 години. Планираме и гарантирана плата за младите, вклучително и грантови од 8.000 евра за отворање на нивни собствен бизнис. Со тоа ќе обезбедиме подобри услови нашите млади деца да останат тука во Македонија. За нашите пак земјоделци, најпознатиот бренд на Македонија, планираме финансиска поддршка од цели 1,35 милиарди евра. Грантови за мали производители на храна, производители на вино, производители на други земјоделски производи од 15.000 евра. За младите земјоделци грантови од 10 и 20.000 евра. За млади земјоделки, жени земјоделки 10.000 евра грантови за да можат да отпочнат со собствено производство. И ќе укинеме и партиципацијата од 20% во јавното здравство. И за прв пат јавното здравство ќе стане комплетно бесплатно за сите граѓани, а медицинскиот персонал ќе добие двојно поголеми плати од тоа што ги има денес. Ние веќе доктори за извоз немаме и време за губење немаме. Сакам да ви најавам и конечна и безкомпромисна борба со корупцијата. Ветувам дека никој, ниту еден функционер, ниту еден директор, пратеник, раководител нема да биде поштеден без разлика на која тоа политичка партија припаѓа. Не очекуваат сериозни реформи во судството, од ветинг на суди и јавни обвинители до проверка на потеклото на имотот на сите именувани функционери и тоа без исклучок на каква функција се наоѓаат во државата. Меѓутоа, почитувани граѓани на Зелениково, само со Европската Унија е можна реална и суштинска промена во нашето општество. Само со членство во Европската Унија можеме да ги подобриме состојбите во сите сегменти на општеството. И од ова нема откажување. Ќе слушнете вие од ВМРО ДПМН се и се што, планови кои не се никакви планови. Сето она што го зборуваат тие е еден обичен ветер во магла. Нивниот председател Христијан е новиот Никола Груевски. Исто како неговиот ментор, и тој ќе го одложува патот во Европската Унија, исто како неговиот ментор ќе започне кавга со сограѓаните тука во Македонија, па потоа ќе му станат криви соседите и на крај ќе му стане крива и самата Европска Унија. И од тоа фајда Македонија нема да има, ама баш никаква. И верувајте, исто како и Груевски, ќе ни изгуби уште 11 години од нашите животи, од животите на нашите деца и од животите на нашите внуци. Време кое едноставно ние веќе го немаме за губење. И овие избори се всушност патоказот за нашата иднина. Овие избори се за или против нашата европска иднина. И од тука сакам да порачам и на ВМРО ДПМН, но и на другите политички партии да бидат внимателни, да бидат совесни и пред се да бидат одговорни кон граѓаните. Секоја блокада на европскиот пат не е само стагнација. Тоа е и враќање назад кон едни мрачни, темни времења во државата, враќање во некои времења во кои што имавме конфликти, во кои што имаше недоразбирања и по етничка основа во државата. Нашето меѓунационално единство е се уште кревко и не може да си дозволиме кој било да се игра со него. Никој не може да се игра со чувствата на граѓаните заради свој личен политички профит. И наместо сеење страв и параноја, апелирам нашето национално единство да го искористиме со вистинска насока, полноправно членство на Македонија во Европската Унија, таму каде што ни е местото, и цивилизацијски, и географски, и културно, и по секој друг основ. И имам порака до вас, што сте присутни тука. СДСМ од секогаш била партија која покажувала лидерство и одговорност. И само СДСМ и нашата коалиција може да го предводи обединувањето на граѓаните и на државата за една заедничка идеја. Заедничка идеја за европска иднина. Само СДСМ ја има таа моќ да може да ги поврзе сите луѓе во државата. И само СДСМ го има клучот за подобра, безбедна и одговорна иднина на граѓаните. И затоа, драги сограѓани, одлуката денес е многу едноставна. На овие избори одлучуваме помеѓу надеж или безнадежност.
Одлучуваме помеѓу заглавување во минатото со ВМРО или неоткажување од подобра иднина со СДСМ и коалицијата. ДПМНЕ нуди етнички тензии и изолација. И тоа можевте да го видите во изминатите неколку денови. А СДСМ нуди пат во Европската Унија. И од тој пат ве уверуваме дека нема да се откажеме. Кога никој не веруваше дека ќе станеме земја членка на НАТО, благодарение на одлучноста токму на лидерството на СДСМ и коалицијата, станавме земја членка на НАТО. Кога никој не веруваше дека ќе отпочнеме преговори со Европската Унија, токму поради лидерството на СДСМ и коалицијата, отпочнавме преговори со Европската Унија. Продолжувањето на тие преговори повторно ќе зависи од СДСМ и коалицијата, се разбери од граѓаните кои ќе дадат одлуката каде треба да се движи државата. Изборот на 8 мај. Меѓутоа и изборот утре, на утрешниот ден, е многу важен. И утре, и на 8 мај. Излезете на избори и заокружете го бројот 1. Дајте го гласот за Европска Македонија и заеднички да им обезбедиме сигурна и просперитетна иднина на нашите сегашни и на нашите идни генерации. И затоа повторувам уште еднаш. Нема откажување од европскиот пат на Македонија, нема откажување додека Европа не ја донесеме во Македонија и нема откажување од Европска Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее коалицијата Европска иднина и на 8 мај изборот кај вас е многу јасен. Љупчо Николовски, Сања Лукаревска, број 1, коалиција за Европска иднина.